најубави се утрата со македонската телевизија, со Македонија наутро. Особено овие понеделничките, кога на утринска дружба повикувам луѓе што постигнале нешто во животот, што создале нешто, што оставиле личен печат во времето во кое живееме. Така и ова утро. На утринска дружба имам исклучителна актерка. Добро утро и посакувам на Симона Спировска. Добро утро. Како е, Симона, овој понеделник? Одлично. Да, се спремам, актерите обично се спремаат за работната недела која почнува од вторник за нас. Но кој како ќе се избере, мене понеделник ми е работен. Симона, да тргнеме од она што е најактуелно, од филмот Кајмак. Во него го толкувате ликот на Данче. Како ви легна Данче? Веројатно, не знам, тој ќе го кажат тие кои веројатно ќе го гледаат филмот, предпоставувам. Јас можам да кажам дека тоа е прва таква улога. И нас обично, знаете, не ставаат во одредени рамки во кои не препознаваат режисерите и филмските, театарските. И Данче беше прв лик кој има таков голем отклон од она што сум ја приватно. Така што уживав додека имав можност да се дружам со Данче. Дали според вас Данче е храбра и слободна жена? Данче е многу храбра и покрај тоа што не е свесна за тоа, и бидејќи е храбра, доаѓа до сопствената слобода, која е повеќе слојна, не се однесува само на едно, не се однесува само на сексуалната слобода, на себеспознавањето само на тој начин. Напротив, мислам дека таа одлучува да направи исчекор и да се ослободи од стравовите во кои што живее. Што научивте од Данче? Од Данче? Научив да правам бурек. Не, мислам дека тоа е една од најтишките професии на земјата. Од кога имав можност да поминам 2 дена во бурекџилница, на поинаков начин и купувам и јадам бурек. Така што тоа не е воопшто лесна професија, напротив, е многу тешка професија. Но ми се потврдија и мислењата дека собствената среќа ја креираме ние сами и дека е прашање на избор. Дека ние можеме да избереме да бидеме среќни и слободни или можеме да избереме да ни биде полесно, да мислиме дека ни е полесно, но никогаш да не избереме да направиме исчекор и да се ослободиме вистински за да искусиме среќата. Ова е прва соработка со Милчо Манчевски. Да. Како течеше соработката? Јас мислам дека станав дел од актерската екипа негде на крајот. Им се придружив на останатите меѓу последните, јас и Јана, така. Долетавме на крај. Сметам дека можноста да се има проби пред да се влезе во процесот на снимање од исклучителна важност за актерите, особено што ние сме така научени. Ние сакаме да имаме проби, зашто сакаме да се запознаеме со ликот, сакаме да имаме време и можност да се запознаеме со ситуациите, со неговите состојби, со луѓето кои ги менуваат тие состојби и ситуации. Така што тоа ми беше од исклучително значење, што имавме можности покрај тоа што многу доцна се придруживме на актерската екипа. Имавме можност да имаме проби и вистински да ги запознаваме ликовите кои треба да ги имаме. Имаше некоја сцена што тешко ви беше да ја доловите, што ве правеше да се чувствувате непријатно? Уште од почетокот, омилена сцена ми беше сцената во бурекџилницата, уште на првото читање, и покрај тоа што таму нема, по сценарио таму нема текст. Ама јас сметам дека тоа рака највистински ја отсликува состојбата во која што се наоѓа Данче и општествено и нејзината емотивна состојба. Најмногу се плашев од оние скајп сцените во кои што се разговара со ќерката на Карамбо од Америка. Ето тие ми беа така најстрашни сцени. Подеднакво добра и на филмот и на штиците што живот значат. Еве во вашиот матичен театар, театарот за деца и младенци. Забележителни се вашите улоги во Оливер Твист, во Снежната кралица, Нашиот клас,
Има ли некоја посебна улога што кај вас буди посебни емоции и дали е вистина дека најтешко е да се задржи вниманието на најмладата публика? Да, се разбира дека има најчесто актирките и актирите викаат дека нема, сите улоги ми се драги, најдрага ми е последната, обично е така. Но еве, покрај тоа што не ми е последна, да, ги сакам сите оние кои ги играм во моментот, но сметам дека Зоха од нашиот клас е улога која многу допринела за мојот развој како актерка и за мојот индивидуален развој како жена, како човек. Дали е најтешко да се задржи? Мислам дека сече внимание е тешко да се задржи, само што ние во здравствените имаме некои филтри, имаме механизми кои не условуваат да бидеме фини, па ние ги одседиме до крај, ќе одгледаме представата и ќе дадеме аплаузи покрај тоа што не би ни се допаѓала или би ни се допаѓала без разлика. А кај децата го нема тоа. Детската публика многу често знае да ја свирка представата и знае и ако се прашани, бидејќи често во представите за деца и се поставува тоа прашање, дали ви се допадна представата, како ви се допадна представата. Тие ќе речат не ако не им се допаднала представата. Така што не сметам дека е прашање на задржување на внимание, туку е повеќе ова дека кај нив нема, они немаат потреба да ги наметнуваат маските кои нас не ги наметнува општеството. Што е актерството за вас? Актерството за мене е цел свет кој имам можност да го откривам секој ден и да му се радувам и да го градам заедно со моите другари и колеги и сметам дека секој оној кој може да работи професијата која ја сака и за која учел е привилегиран и дека тоа е онака едно, особено короната ни го потврди тоа, дека тоа е особено значајно чувство, бидејќи гради состојба на сигурност. Доколку од оваа временска дистанца го прашам малото девојче Симона, што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш, дали ќе го добијам истиот одговор актерка? Јас сакам да бидам форензичарка кога ќе пораснам. После сакав да бидам нешто друго и на крај сватив дека сакам да си играм сето од тоа, дека јас сакам да можам да бидам се. И оваа професија мене ми нуди да бидам се што ќе посакам. Најмногу да бидам јас, бидејќи ми ја дава таа слобода, јас не морам јас немам секогаш работно време од 8 часа, јас можам некогаш и да го бирам моето работно време, јас не секогаш, но многу често можам и да одберам во што ќе играм. Така што ова е една професија која дава целата слобода на светот. Сите имаме приватна и професионална страна, а и без страна. Која е без страната на Симона? Која е Симона која ќе се симне од сцената? Не, Симона не се разликува. Симона А и Б, тоа е еден човек. Не се разликува многу. Симона на сцената или пред камерите и Симона во приватниот живот. Едната ја храни другата и тоа мислам дека тука си има една генерално тоа е еден човек кој расте во секој сегмент, мислам, се надевам дека растам, бидејќи професијата ми го дозволува тоа и луѓето со кои што сум обкружена ми го дозволуваат тоа. Покрај театарот, театарот за деца и младенци, јас сум дел од Сдруженијето Артопија и ние свараме театарски представи и отвараме, се надеваме театарски можности за млади невработени луѓе кои сакаат да се занимаваат со театар, така што и представите кои ги работам со Артопија многу придонесуваат за мојот развој. И бидејќи ова е утринска емисија, како стартува денот за вас? Многу убаво. Да, во последните година и 9 месеци денот ми почнува со бебето, со Димитар. Тоа е едно бебе кое е полно со разбирање за обврските на неговите родители. Така што не се буди рано, ме остави да поспијам. Одлично ми почнуваат утрата. Кафе или чај? Кафе, секогаш, во секое време многу. На што ќе се фокусирате во наредниот период? Што да очекуваме од вас следно? До крајот на оваа година ќе си ги играм представите кои се на репертоарот на театарот за деца и младенци.
Потоа представите кои се дел од репертоарот на Артопија кои ги играме во Младинскиот културен центар. Таму имам 2 представи, Мајсторот за спомени и представата Глумици кои што се играат на 13 и 14 овој месец и на 20 и на 21 се извинувам. После тоа ќе имам и 2 премиери на нови представи, на кои особено се радувам и после ќе ми биде роден ден и ќе славам Нова година. Посакувам многу успех во се она што ќе го работите и голема благодарност што ова утро бевте гостин на Македонија наутро. И благодарам и вам, ми беше задоволство.